Неизвестноста со новата цена на струјата стои, а изјавата на министерот за економија бектеши дека струјата веројатно ќе поскапи за околу 10%, ќе треба да се прифати со резерва. Ова е заклучок од изјавата на председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски за утринскиот брифинг, образложувајќи дека досега ниту еден од тројцата оператори МЕПСО, ЕСМА и Евана барање за нова цена на струјата не доставиле. Во моментов ниту една компанија нема поднесено барање за промена на нивната цена, односно за цена за 2022 година. Сепак, она што за граѓаните останува најважно е тоа дека идната година стабилизација на цената на струјата сигурно ќе има. Ја верувам дека во 2022 година ЕСМ ќе се стабилизира, ќе има стабилно производство на електрична енергија, дека испадите ќе бидат во помал број, се со цел да имаме сигурност и стабилност во снабдувањето со електрична енергија. Според Бислимовски, практика е цената на струјата да се менува еднаш, а најмногу 2 пати во годината, доколку на пазарот на струја не се случат непредвидени и енормни пореметувања како што се случи годинава. Во меѓувреме, денеска ЕСМ по 4ти пат не доставила понуда за цена на електричната енергија, со што ќе биде распишан уште еден нов тендер. Причината што државната ЕСМ не доставила понуда е тоа што засега немаат обезбедено 100% од потребната струја за сите 12 месеци од 2022 година. Туку засега со сигурност имаат електрична енергија за задоволување на потребите на граѓаните за само 10 месеци од идната година.